Добро, министр, прво исходот од овој вонреден состанок, што одлучивте ли нешто денеска? Добро, вонредниот состанок беше свикан за евалуација на состојбата во и околу Украина, воените состојби, меѓутоа и мерките што треба дополнително да се превземаат во наредниот период. Очигледно е унанимноста во ставовите на сите членки на НАТО и мислам дека тоа е сега во моментот најважниот наша сила е во тоа што сме едногласни во ставовите на осуда кон оваа нелегална и непровоцирана агресија врз суверена држава, меѓутоа се разбира и мерките што треба да се превземаат за понатамошно одвраќање, но и одбрана на територијата на НАТО. Може да кажете кои се тие мерки дополнителни за одвраќање кои се потребни? Видете, се разбира дека земјите членки превземаат во рамки на сопствените национални безбедносни системи мерки за заштита, меѓутоа и НАТО во рамки на своите ангажмани. Во моментот сме фокусирани на последиците од тоа што се случува во Украина, на хуманитарната помош, на обезбедување на коридори за евакуација на цивили, на повици за веднаш прекинување на војните действија, деескалација на состојбата, но се разбира и подготовка доколку доаѓа до понатамошно проширување на воениот конфликт. Романскиот министер на влез рече дека треба да се зголеми дополнително буџетот за одбрана на 2,5%. Дали се разговараше ова и дали има согласност? Видете, тоа е одлука на државите, на земјите членки во однос на делот од буџетот кој што го определуваат за одбрана. Министерство, односно Република Северна Македонија, знаете дека има за цел до 2024 година да постигне 2% од GDP и 20% инвестиција во одбрамбена опрема на државата, така да ние сме на таа линија, имајќи предвиди другите мерки кои што ги преземавме. Нашата позиција е кристално чиста по однос на односот кон ова агресија. Јас често кажувам, тука нема сиви зони, има црно-бела зона која што најдобро беше представена на Генералното собрание на Обединетите нации. Кога имавме 141 земја која што ја осудија агресијата и само 5 земји, од кои Русија, Белорусија, Еритреја, Северна Кореја и Сирија, кои што ја поддржаа, односно гласаа против таа резолуција. Така да мислам дека нема основ за било каква поларизација во нашето општество, бидејќи тука состојбата е јасна. Има непровоцирана, има нелегална агресија која што оди против меѓународниот правен поредок, кој што го загрозува постоењето на суверени држави и се разбира, тоа се многу важни принципи кои што ги заштитуваат државите, посебно малите држави како што е нашата. Сите се слагаме околу тоа дека ситуацијата е црно-бела и дека тоа е нелегална инвазија. Меѓутоа имаме народ, цивили кои гинат секој дневно во Украина. Се чини дека од страна на Западот, дали НАТО, дали ЕУ, нема повеќе од осуди, не се оди подалеку од осуди. Што одлучивте ли да преземете нешто повеќе за да го спасите украинскиот? НАТО не е страна во овој воен конфликт. Сепак Украина не е земја членка на НАТО. Принципите на функционирање на НАТО е дека НАТО е сојуз за колективна заштита на своите членки, што значи дека е одговорна за заштита на територијата на своите членки, меѓутоа апсолутно се солидаризира со Украина. Прво сите поздравија храбриот отпор што го дава украинскиот народ во заштита на својата држава, но се разбира се помага во делот на хуманитарна помош, во примањето на бегалци, во создавање коридори за евакуација на бегалци и се разбира други форми на помош на украинскиот народ и украинската држава. Дали беше кажано јасно дека барањето на Украина да се воспостават no-fly zones, забрана за летови над Украина, дали беше кажано денеска дека тоа нема шанса ни сега ни во иднина да се случи? Како што реков, НАТО не е страна во овој конфликт. Се разбира дека земјите членки учествуваат во помош, во солидаризирање со украинскиот народ во различни форми, индивидуално како земји членки. Европската унија како организација излезе во солидаризирање, воена помош, хуманитарна помош, но не и НАТО како организација.
туку земите членки сами одлучуваат каква форма на помош ќе дадат на Украина во овој случај. Кој е ризикот за дестабилизација на Западен Балкан? Видете, Западниот Балкан е слаба точка на континентот, на Европската унија. Иако фактот дека веќе има 3 земји членки на НАТО, Северна Македонија, Албанија, Црна Гора, некако ја менува динамиката во регионот, но се уште има отворени прашања, тоа е Босна и Херцеговина, тоа е односот Косово-Србија, имајќи предвид дополнителни две прашања, тоа е блокирањето на пристапниот процес за Албанија и Северна Македонија, некако го прави ранлив целиот тој регион. И затоа денеска и во мојот говор јасно нагласив дека политиката на проширување е пред се безбедносна политика и во оваа ситуација треба да се даде приоритет за да веднаш се смени оваа динамика во регионот, односно да се почнат пристапните преговори со нас и со Албанија, веднаш од 4 прашања ќе се преполови на 2 и тие две држави ќе почнат да придонесат за затварање на останатите прашања во регионот. Значи критично е да почне да се размислува процесот на проширување како важно безбедносно прашање и да се реагира веднаш. Го рековте тоа, предпоставувам денеска, ЕУ беше присутна на овој состанок, Борел беше тука, го слушна, дали добивте некаква реакција позитивна на тоа? Мислам дека опште впечатокот и се споделува од сите овој впечаток дека политиката на проширување е важна безбедносна политика и дека сега е време да се реагира. Дали може да очекуваме од оние 5 земји членки на ЕУ кои не го признаваат Косово сега, бидејќи се мобилизирани за Украина, да го признаат конечно Косово? Не можам да зборам во името на 5 земји, но мислам дека исто така е важно да се консолидира ставот на земјите членки на Европската унија по однос на Косово, за да може и Косово да продолжи на својот пат за членување во Обединетите нации, во НАТО, во Европската унија, бидејќи на тој начин ќе се придонесе во стабилизација на целиот регион. Политиката на отворени врати на НАТО се покажа како суштинска во стабилизирање на регионот, таа треба да продолжи понатаму и со останатите земји. Има волја за прием на Косово во НАТО? Додека постојат земји кои што не го признаваат Косово, се разбира дека тоа прашање не може да се стави на маса, заради тоа што НАТО ги носи одлуките со унанимност. Меѓутоа е важно да се предвиди во наредниот период Косово да биде подеднаков член на меѓународната заедница, за да може исто така да придонесува во понатамошната стабилизација на регионот. Колку бегалци од Украина ќе прими Северна Македонија? Ние допрва ги утврдуваме капацитетите во однос на бројки, иако веќе сме одлучиле кои би биле првите точки во кои што би се сместувале. Исто така Министерството за здравство има формирана група за како ќе се третираат, доколку има ранети, доколку треба згрижување нивно. Сите институции МВР ги има утврдено чекорите по однос на начин на прием, нивниот транспорт и така натаму. Но допрва ќе може да утврдиме во бројки кој би бил тој капацитет, но секако ние нема да одбиеме луѓе кои што ќе ни дојдат на наша граница, кои што бараат згрижување, а се бегалци. Имаше вознамирувачки известувања од Украина дека бегалци од африканско потекло се спречуваат или да излезат или да влезат како бегалци. Дали Северна Македонија ќе држи до тој принцип да не прави разлика помеѓу тоа дали се бели, црни или било која? Секако да, јас мислам дека и тие извештаи кои што веројатно се точни, меѓутоа не се државни политики на Украина, ги демантираше министерот за надворешни работи на Украина. Мислам дека ниедна држава нема да прави разлика во однос на хуманитарниот пристап кон бегалците во зависност од нивната етничка или било која друга припадност. Се разбира дека нивниот статус се одредува според нашите закони, дали се тоа привремено сместување, дали е тоа право на азил, сето тоа се регулира во конкретни планови. Важно е во оваа ситуација прво да прекинат веднаш борбените активности за да нема понатаму бран на бегалци и жртви, а тие доколку има и се утврдат безбедносни коридори, се разбира дека секоја држава нема да седи мирно во односот кон нив. Последно прашање, овој конфликт ќе донесе и последици социјални
врз цените на енергијата и со тоа врз сите цени, меѓу другото и на прехранбените производи како во Македонија, така и во сите европски земји. Истовремено се зголемува буџетот за одбраната. Дали сте подготвени да се справите со евентуални социјални немири поради поскапувањето? Мислам дека владата покажа капацитет да се справува со социјалните предизвици кои што произлегуваат од кризите. Тоа го видовме во текот на пандемијата. Знаете дека Северна Македонија мислам дека беше една од најпроактивните во превземање на пакети мерки за митигирање, ако можам да кажам, на социјалните последици од кризата. Здравствената криза беше едно, сигурно дека воената криза во Украина ќе има друг вид на последици, пред се ова влијанието врз енергенсите. Мислам дека владата има капацитет да се справува, нема простор за паника, бидејќи сите амплитуди во цените или во други предизвици владата ќе ги менаџира за да не ги чувствуваат на крај граѓаните. Колку што е тоа можно. Во однос на изворите на енергија, тука има и краткорочни и долгорочни мерки. Во долгорочните мерки мислам дека е важно што поголема диверсификација на изворите на енергија за да се намали зависноста од руските извори на енергија. Државата тоа го прави преку изградбата на новиот гасовод со Грција, со што нема да биде зависна како што е сега од 100% газ од Газпром, но се разбира ќе мора да интервенира и со краткорочни мерки со цел на помагање на граѓаните, посебно на социјалните категории, да не бидат тие последната инстанца која што ќе ги претрпи последиците од економските последици од овој воен конфликт. Не само најранливите, туку дали сте подготвени целосно и ја контролирате цените? Мислам дека сите мерки што сега ги презема владата даваат резултат. Ова влијание не е само во Северна Македонија. Во сите држави во светот и секоја држава се обидува на свој начин да ги менаџира последиците. Јас се надевам дека нема да има поголема ескалација, се разбира ќе се адаптираме во зависност од околностите. Благодарам.